Населбата Баби во Штип утре вечер ја отвора вратата на еден од најсветлите денови во годината, посветен на светите се словенски учители и просветители Кирил и Методи. Со божествена литургија, кршење славски колач, ручек, но и музика, штипјани ќе се соберат за да го одбележат празникот кој носи сила, заштита и духовна обновеност. Со голем број донации, помош од општината и јавните предпријатија, речиси прикрај фасадата на црквата. На ден пред предвечерието на празникот, тројцата сложни браќа Живко, Мишко и Бошко, кои се дел од црковниот одбор, велат и годинава празникот ќе се одбележи достојно. Крајот на изградбата велат далеку се гледа, но со Божја помош и разбирање истакнаа ќе постигнат се, бидејќи слогата "Златни порти отвора". И ова година имаме голем успех на црквата, која со големо залагање постигнавме до овој степен да дојде да ја изградиме. Во недела, нека е здравје, празникот Свети Кирил и Методи, очекуваме да има посета, како што гледате дека е црквата направена, малку од малку, и голема благодарност на сите кои ни овозможија да изградиме до овој степен црквата. Во сабота навечер имаме вечера, кој може секој некој заповеде, а во недела имаме музика преку целиот ден, имаме со музиката си имат пејач и така да мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Мишко Ангелов вели посебна поддршка во изминатиот период добиле од локалната самоуправа и јавните предпријатија. Вела дека понатаму ќе продолжат во внатрешниот дел. До сега не знаат у сусед што и да сме потржили. Да речеме материјално, еве сега ни позрамнија тука окосија, рамнија го дворо, помагат не материјално што можат ќе општината, со начело со градоначелникот и јавните предпријатија. Стипион и Стар. Да, помагат, да. До сега со нив, фала на Господ, со нив летаме така. Направија ни степеници, сега ќе не прават таа дозволе дзидче, така да крајна благодарност Господ здравје ќе дава и на директори, и на луѓе што помагнаа сите до сега, значи што донираа, уште малку остана. За може да ја покриеме, да удреме фасадата, па натаму малку ќе биде полесно. Значи внатрешно ќе се уредува постепено. По завршувањето на надворешниот дел следува мачкање на внатрешноста, а веднаш потоа и цртање на црквата. Чичко Бошко, кој со години црта со своите вешти раце, вели дека црквата ќе биде многу убава, бидејќи е на убаво и свето место. Доста голема. Голема е негде, може да се обере околу 1000 и нешто души. Па тоа обавезно секоја црква наша православна ќе има од страна столчиња за постар свет да може да се одморат така за време на литургија. Господ напред поскоро да доживееме да се освети со помош на сите граѓани и још ово да кажем, многу се пролонгира црквата сама, сите другите во Штип се изградија се мислим, а нашата остана да се изгради и да се освети. Со помош. Со Божја волја, ја мислим ќе биде како што треба. Инаку празникот на големо ќе се прослави во недела, а имајќи предвид дека е неработен ден, се очекува голема посетеност како од градот, така и од околните места.